Сега многу зборувавте, сега меѓутоа ништо суштинско не кажавте во однос на овој амандман и тоа што овој амандман ќе им донесеше на граѓаните. Кажавте дека амандманот е во ред, но требаше да кажете дека пари нема и пари нема да се обезбедат за овој амандман. Знаете колку е заштедата, кажавте дека знаете колку е заштедата, па еве ве повикувам од тука, бидејќи знаете, запознаени сте како што кажавте колку ќе била заштедата, колку се заштедувало, гласајте, поддржете го овој амандман, бидејќи вие знаете, нека дознаат и граѓаните на Република Македонија колку навистина можат да заштедат со инсталирање на едни вакви системи за топла вода. Бидејќи ето кажавте дека знаете, нека дознаат и граѓаните да го поминиме овој амандман, да им обезбедиме на граѓаните поевтина топла вода и така да знаат и тие, не само вие. Кажавте дека не држале вода некои мои образложенија тука во однос на овој амандман. Зарем поскапувањето на електричната енергија од 46% колку што е до сега, а од 1.1.2023 за дополнителни 5% ќе има поскапување, зарем тоа не е доволен доказ и показател дека ние треба како држава да размислуваме во делот како да им ги намалиме трошоците на граѓаните, за да можат што поевтино да обезбедат топла вода, како што кажав, бидејќи најголем потрошувач во едно семејство се телата кои што обезбедуваат топла вода. Зарем тоа не е доволен показател? Зарем 600 милиони евра колку што се задолжуваме годишно за да увезуваме електрична енергија, за да може да ги задоволиме потребите на граѓаните, не е доволен показател, не е доволен доказ или потреба да ние тука размислиме околу овој амандман. Околу капацитетите, кажавте дека од денес работеле. Па тоа е потврдата дека до вчера не работеа капацитетите, почитуван колеги. Сам потврдивте дека капацитетите до вчера не работеа. И ние имавме во РЕК Битола само еден блок да работи. И уште околу хидропотенцијалот, подобро е да не зборувате за хидропотенцијалот, затоа што не знам дали сте биле да ги видите во каква состојба се и природните и вештачките езера кои што се приклучени на хидропотенцијалот, односно на елем од кој што се произведува електрична енергија. Не знам дали сте запознаени, но Мавровското езеро е 2/3 е испуштено, Преспанското езеро да не зборуваме, ќе зборуваме, имаме амандман поднесено за заштита на Преспанското езеро, така да подобро да не зборувате за хидропотенцијалот и како го користите. Односно дека од хидропотенцијалот во одредени периоди произведувавте електрична енергија само за да се обезбедат вишоци, за тие вишоци да се продадат после и така да некој оствари екстремен профит. Ви благодарам. Ви благодарам и на вас за повторна